председателке. Почитуван председател на Советот на јавни обвинители. Ќе почнам од крајот кај што рековте. Еве, ќе ве прашам врз основа на што оценивте дека од оние кои што се пријавиле не биле соодветни. Конкретно за членови за јавни обвинители во Оделението за организиран криминал. Рековте, немаше потребно мнозинство, не ги избравме бидејќи оценивме дека не се соодветни. По кој критериум? Немало потребно мнозинство бидејќи мнозинството сметале дека се несоодветни. По кој критериум? Што е вашата улога? Кои се критериумите по кои што вие избирате? Кажете ги директно, кои се критериумите, доколку формално правно ги исполнува потребните години на работење во пониските органи, потребните други квалификации кои што треба да ги има, по кои критериуми вие одлучивте дека од овие 5 нема соодветни за луѓе да изберете? Кои се критериумите? Тоа е субјективно право на самите членови. Кои се критериумите врз основа на што оценивте дека нема потреба, односно не можат овие да бидат избрани, кога други не се пријавиле? Да имало некоја конкуренција, да биле 15, вие да речете дека овие 5 се несоодветни, не можеме, подобри се наредните 5. На огласот имало 5 и 5 не ви исполнувале критериуми. По кои критериуми? Кажете ми ги. Кои се условите покрај оние што ги исполнувале, што не исполниле и сте оцениле дека нема потреба да бидат избрани? Тоа е она субјективно право кое што вие го имате, сами на себе сте си оцениле дека овие не треба да бидат, односно, морам да ја цитирам обвинителката, која што кажа дека требало некој да ви се јави за да бидат избрани оние кои што треба да бидат избрани. Многу едноставна е. Прозирна е тактиката. Кажете дека е тоа. Еве, одговорете по кои критериуми вие оценивте дека овие 5 луѓе, јас лично не ги ни познавам. Но кои се критериумите кога вие избирате? Врз основа на што ги рангирате? Мора да има некој мерит систем, мора да има некоја исполнетост, неисполнетост на условите. По што вие оценивте доколку формално правно ги исполнуваат сите услови кои што требале да конкурираат? Доколку не исполнувале одреден критериум, вие требало да се повикате дека не исполнуват критериуми и им се отфрлат пријавите. А не субјективно да оцените дека овие се неподобни, несоодветни, да ги изберете. Дополнително после тоа, дополнителни консултации, како што рековте, имате добри консултации со министерот и со другите, за да ви дадат кои ќе бидат наредните оние кои што ќе влезат како јавни обвинители во Оделението за организиран криминал. Ова е класично потврда на она што го кажала и самата обвинителка, дека клиентелистичкиот однос се создава токму уште на почетокот со изборот од страна на јавниот обвинител, односно каде што јасно и децидно посочила дека се додека членовите на Советот на кандидатите што аплицираат за повисоки позиции, конкретно овде, за овој случај станува збор, отворено им кажуваат дека некој треба да се јави за кандидатот да биде избран, очигледно за овие 5 никој не се јавил, јасно е дека Советот е извор на тргување со влијание во обвинителството и затоа смета дека треба да се реформира. Подоцна изборот што Советот го прави, креира клиентелистички однос на јавните обвинители кон тие што лобираат за нивниот избор и сето ова неминовно води кон систем што не може да одговори на борба со корупција и организиран криминал. Тоа е тоа што се повторува еве конкретно со вашиот избор. Ке ве молам, одговорете конкретно врз основа на кои критериуми оценивте дека овие колку 5 беа што се пријавиле не биле соодветни според вашите проценки да бидат избрани. Како тоа вие сами на себе сте си додале критериуми, вие субјективно да одлучувате ако истите ги исполнувале формално правно критериумите кои што треба да бидат исполнети. Очигледно не бил исполнет последниот критериум да некој да се јави за да може да понатаму биде избран оној за кој што требало да биде избран. Исто така, во однос на надлежностите, самите потврдивте дека немате никакви надлежности. И сега се повикувате после толку период дека во акциониот план и во стратегијата за реформи во правосудството
ќе добиете нови надлежности согласно измени на законите, односно барате да бидете внесени, кога знаеме дека претходната стратегија буџетот се реализираше само 20% за цели 5 години. Ова го истакна претходниот министер за правда господин Топанчевски. Запрепастувачки. И тоа единствено она координативно тело кое што беше за спроведување на стратегијата им беа исплатени хонорарите. Никаква реформа немаше, а и самите признаа дека воопшто не е направена никаква реформа, а вие сега не убедувате дека со новата стратегија од 2023 до 2027 година ќе процвета се во обвинителството и во судството, а и вие имате конкретни барања таму за да добиете дополнителни надлежности. Тоа значи дека во дадениот момент немате конкретни надлежности и не можете ништо посебно да смените во однос на состојбите во овој сектор. Бидејќи самите ова го признавте и го потенциравте. Дополнително, дека ви се контрадикторни извештаите, се повикувате дека не ви доставувале извештаи по однос на представките. А јавните обвинителства имаат позитивни извештаи и работеле секако што треба. Никој, ама никој во Република Македонија не може да го види ова. Сите перцепции, сите постапки и кај граѓаните, и на сите меѓународно релевантни фактори, а и на другите надлежни институции во Република Македонија потенцираат дека обвинителството е тесна алка, каде што застануваат и ги користат оние дискрециони права што ви потенцирав. Колку и како ќе ги запрат постапките и немаат никаква одговорност. И не упативте дека колку предмети има затворени со резолуции, дека може да се видат на извештаите во јавните обвинителства. Па ова го баравме да го имаме во извештајот единствено како бројка, не баравме да ни дадете што за кои предмети се работи. Значи, вие сметате дека јавните обвинителства се успешни, а со тоа си префрлате вина на самите себе. Зошто? Ако обвинителството не функционира и е на дното на институции по доверба, и вие, како Совет на јавни обвинители, велите дека јавните обвинителства ја завршиле својата работа, позитивни извештаи имате. Кој е другиот орган во склопот на јавните обвинителства кој што треба да биде одговорен? Тоа сте вие. Бидејќи ако не функционира јавното обвинителство, а обвинителствата функционираат, тоа значи дека нешто друго не функционира во овој систем. И затоа не можете да ги оцените како позитивни или ви се дадени, повторно ќе потенцирам, и ви се има јавено јавниот обвинител дека сите овие треба да бидат позитивни, бидејќи ќе се разгледува овој извештај во собранието. Не одговоривте на ова, а со тоа единствено се обидувате да ги заобиколите прашањата и конкретно да одговорите, бидејќи немате никакви надлежности и не можете да превземате ништо посебно, а сето тоа доведува до недоверба на граѓаните. Луѓето страдаат, по 20 години имаме предистраги, се чуваат во фиока предмети, јавните обвинители покренуваат истраги, подопрен глас од оној кој што треба да им каже да им се јави, а со тоа го загрозуваат, односно ги повредуваат правата на граѓаните. Бидејќи и самиот народен правобранител, уште еднаш ќе ви потенцирам, констатирал одредени постапки на истраги граѓаните не можат да ги дочекат и во својот живот. А одредени предистражни постапки траеле повеќе од 20 години. Почитуван председател на Советот на јавни обвинители. Еве, вие потврдете дали една предистражна постапка може да трае 20 години. И дали е логично ова? И вие велите дека обвинителствата се успешни. Далеку се од успешни, ниту се успешни, ниту имаме соодветно постапување. Дополнително на тоа, што според законот и уставот, јавните обвинители се оние кои што треба да ги гонат сите оние сторители на кривични дела, а тука влегуваат и самите правосудни органи. Немојте да се амнестирате. Оние изјави кои што ви ги спомнав, побарав од вас мислење. Самите институции. Председателка на Државната комисија за спречување на корупција ви вели дека
Јовевски, односно јавниот обвинител на Република Македонија, воопшто не си ги извршувал соодветно своите обврски и немало никакви резултати. Тоа го потврдува и вице-премиерката Грковска. Внатре во судскиот совет се случуваат состојби за кои што на очевид на цела јавност се гледаше како се постапува и вие немо наблюдувате и сметате дека нема никакви основи за тоа. Јавните обвинители треба да ги сослушат. Потенцира, вие немате надлежности и се повикувате повторно на тоа дека немате надлежност, но треба да го запрашате јавниот обвинител дали воопшто поразговарал во однос на сите оние индиции кои што ви ги потенциравме со изјавите, внимавајте, на првите луѓе на судскиот совет, кои што истакнаа дека во судството, пластично кажано, се е договорено и се е подамин на извршната власт. Истите, ако ги парафразираме, многу јасно и прецизно го кажа тоа, но кога? Од кога беа разрешени? Никој не смогна сили да го каже тоа додека е таму на функција, односно додека е председател, а потоа истите јасно се повикаа на бизнис судски елити. Врз основа на сите овие параметри не може граѓаните да стекнат основна доверба во органите, а со тоа се дестимулираат и да пристапуваат кон давање на соодветни податоци и информации кои што би ги имале за одредени противправни дејанија кои што ги превземаат одредени поединци. Бидејќи немаат доверба дека тоа ќе остане таму и ќе се заврши како што треба да се заврши. И не можете како орган да се амнестирате од делот на целокупната состојба во јавното обвинителство, а и конкретно за вашиот дел, за изборот на двајцата членови, вие да ја префрлате топката во собранието дека ова било надлежност на собранието. Ви цитирам одредба од Законот за Советот за јавни обвинители, вие постапувате по него, така? И вие работите по него. И сега ве прашав за членот 32, председателката на другата комисија не одговори, никој не одговара, вие не одговарате и врз основа на суштествени повреди на постапката повторно ќе бидат избрани одредени лица, меѓутоа колективна одговорност, односно неодговорност, собранието избрало и овие членови ќе си бидат членови на Совет на јавни обвинители. Иако 15 месеци претходно не нашле за сходно да се стават на дневен ред да се разговара во однос на тие членови на Советот на јавни обвинители, да бидете комплетни, целокупно да ја остварите вашата законска надлежност, иако кажавте дека немате нешто посебно надлежност, освен, јас морам пластично да кажам, орган кој што утврдува кој каде ќе биде распределен. Но во дадени моменти си земате за право, сами рековте дека вие сте тие кои што распределуваат кој каде ќе биде. Но си земавте за право да на дадениот оглас утврдите дека тие не се соодветни или не ви биле симпатични, не знам како да се изразам веќе. Затоа ќе ве замолам да ми кажете врз основа на кои критериуми го вршевте изборот за овие членови, иако потенцирам ниту ги знам, ниту ги познавам, меѓутоа немало како и нема врз основа на што, доколку формално правно се исполнувале условите, вие да се повикате на ваши дискрециони права и да немате мнозинство за да бидат избрани. И повторно се навраќаме на изјавата на обвинителката, која што сите овие постапки кои што ги превземате, ја потврдувате нејзината изјава дека некој мора да се јави за да можете да донесете соодветна одлука во одреден дел, односно кого да изберете, за да тој после тоа биде послушник и понатаму да биде клиентелистички настроен спрема оние кои што се јавувале. Ви благодарам.